Една древна приказна раскажува за две риби што пливаат заедно. Едната ја прашува другата: каква е водата на твојата страна? Втората риба одговара: вода. Што е вода? Емоциите се како водата за овие риби. Постојан, секогаш присутен дел од нашите животи, кој често го земаме здраво за готово. Тие го обликуваат начинот на кој го гледаме светот. На што всушност се емоциите? Тие се начинот на кој нашиот ум и тело реагираат на светот околу нас. Тие се како компас кој не води низ искуствата, зависно дали сме среќни, тажни, лути или исплашени. Истражувачите идентификувале 6 основни емоции кои се универзални. Тие се среќа, тага, страв, лутина, изненадување и гадење. Овие емоции служат за одредена цел, дали не предупредуваат за опасност, ни помагаат да се поврземе со другите или не мотивираат да ги надминеме предизвиците. Емоциите не се само чувства, тие се и физички. Размислете за тоа како ви забрзува срцето кога сте исплашени, или како се смеете без дури да бидете свесни за тоа. Ова се начините на кои вашето тело ги изразува емоциите, понекогаш дури и пред да бидете свесни за нив. Еден од првите чекори за управување со емоциите е препознавањето и именувањето. Ова се нарекува афективно означување. Кога ќе ставиме име на ова што го чувствуваме, всушност ни помага да стекнеме контрола врз емоцијата. Например, кога сме анксиозни, ако кажеме гласно, дури и само ако размислиме, се чувствувам анксиозно, може да направиме емоцијата помалку преплавувачка. Ова едноставно означување го смирува мозокот и дава простор за појасно размислување. Но не станува збор само за именување на емоциите. Колку попрецизни што сме, толку подобро. Ова се нарекува емоционална прецизност. Наместо да кажеме јас сум вознемирен, обидете се да утврдите дали сте фрустрирани, разочарани или лути. Секој од овие чувства е малку поинакво и со прецизно идентификување подобро може да разберете што треба да направите понатаму. Замислете емоционалната прецизност како да имате мапа на вашите чувства. Што појасна е мапата, толку е полесно да се движите низ тешки ситуации. Како да го користите ова во секојдневниот живот? Па, имаме неколку едноставни чекори. Прво, паузирајте и вдишете длабоко. Второ, запрашајте се, што чувствувам во моментот? Трето, обидете се да ги означите емоциите најточно што можете. 4. Размислете што ви кажува оваа емоција. Што ви е потребно. 5. Сега одлучувате за како да го решите проблемот. Запомнете, емоциите се тука да ви помогнат, а не за да ве контролираат. Преку доброто препознавање и разбирање на емоциите се носат подобри одлуки и се градат посилни односи и поголема грижа за вашата ментална благосостојба. Исто како и рибите кои дознаваат за водата околу нив, свесноста за вашите емоции ви помага да го водите животот со повеќе разбирање и контрола. Во следното видео ќе зборуваме за науката на емоционалната регулација, односно како да се управува со емоциите во дури и најтешките моменти.